Следниот говорник ќе биде Дарко Штарговски, кој е новинар од Прилеп и кој исто така ни помогна во ова истражување со споделување информации. Повелете, господине Штарговски. Благодарам пред се на организаторите и за ова можност што ми се даде тука и пред се благодарам на Мариглен кој што им е запознат со целиот овој проект и целиот овој процес. Да можам да ги изнесам тука пред сите вас искуствата кои што ги имам стекната како новинар во однос на дрвокрадството во Прилеп и регионот околу Прилеп во овие 15-16 години колку што работам како дописник. Инаку за оние што не ме знаете, јас сум Дарко Штарговски, дописник за повеќе национални телевизии во текот на овој изминат период. Моментално дописник за телевизија Сител и собственик и уредник на порталот info.compass.com.mk кој што функционира во Пелагонискиот регион. Тука можеме да забележиме еден наслов кој што го носи овој проект, а тоа е Истоштени шуми. Кога станува збор за регионот на Прилеп, ја би го потребил терминот никакви шуми, затоа што за овие 25-30 на години независност на Македонија не остана буквално ниту едно дрвце во околината на Прилеп. Се уништија главните бели дробови на нашата општина. Овој криминал кој што се случува пред очите на сите институции, а сите се прават слепи и глуви, од нејасни причини не сака никој да го стопира. Ова се искуствата со кои што сакам да ги споделам со вас и на наједноставен начин, најбрз и најпрост во интерес на времето да објаснам што се случува на територијата на општина Прилеп во изминативе, значи не месец, не два, не 5, него децении, никој, ама буквално ништо не презема. Така да, оно што би сакал да кажам дека сега додека зборуваме и додека седиме во оваа сала, моторките сечат и ечат во околината на Прилеп. Полиција скоро и да нема во регионите каде што се сечи. Овој бизнис, под наводници, функционира 24 часа кроз 7, 365 дена годишно. Така да, со законот еве и за работен ден во недела, и нив им е дозволено и во недела си работат, немаат никаков проблем, никој не ги стопира. Така да, можеби кога слуша некој ќе помисли дека се преувеличува целата ова состојба што се случува во Прилеп, но мислам дека не да се преувеличува, туку и пострашна од она што сега јас ќе го кажам тоа, затоа што мислам дека и дури не ги знам сите детали што се случуваат во однос на овој криминал кој што, како што кажав, се случува 30 години во Прилепско. Прилеп можам слободно да кажам дека е лидер во Македонија кога станува збор за овој вид на криминал. Има неколку региони од каде што се крадат диво исечените дрва. Еден од главните райони е патниот правец преку преминот Дервен, односно стариот пат Прилеп-Велес. Сега во овој момент, како што кажав, таму се сечи шума. Ако е сега 2 часот, не знам, или 13 часот колку е, до сега минимум 5-6 возила, специјално направени за нелегална сечена дрва, веќе имаат слезено во Прилеп и тие дрва веќе се продаваат на црниот пазар. Едно такво дрво може да носи од 2 до 3 кубни метри дрва, во зависност од тоа како е натоварено, а деневно поминуваат десетици такви возила. Така да, ако пресметаме, би дошло околу 60-70 кубни метри деневно се пренесуваат дрва. Морам да повторам, пред очите на сите институции кои се прават слепи за тоа. Доколку некој сакаше да го стопира овој криминал, тоа може да го направи многу лесно. 24 часова на патрола на тој патен правец, нема од каде да се пренесуваат дрвата. Но очигледно никој не сака да го направи тоа. Што е уште пострашно, дрвокрадците го прават овој криминал во секој период од денот. Значи, како што кажав, на сабајле, на пладне, на вечер, на полноќ. Значи, не одбираат време. Тоа доведува до заклучок дека тие воопшто не се ни плашат дека ќе бидат фатени од некого. Ако ти правиш криминал, ќе го правиш во текот, пример, на вечер ќе крадиш. Нема напладне. Исто така, што тие коли легално си полнат гориво, дури ги има забележано и во бензинските пумпи во строгиот центар на Прилеп. Ако некој сакаше да го стопира криминалот, ќе ја казни таа бензинска пумпа која што точи гориво на возило кое што не е регистрирано. Легално си ги поправаат на автомеханичари. Сите знаеме кај кои, сите знаеме на кои бензински се става гориво. Од друга страна, тие возила се на еден начин темпирани бомби, јас ги викам, затоа што најголем дел од нив користат плински уреди. Нормално без никаков атест, затоа што тие возила немаат ни прозорци, ни врати, само каросерија, која што е појачена да го носи тој товар. Тие се така, ајде да кажам, самоделски поставени плински уреди. Возилата се движат најчесто во колона од 4 до 5 возила
И кога слегуваат од планината полни со дрва, возат па може би до 100 км на час по тој пат. Чиста среќа, што досега се случиле само мал број несреќи кои што не резултирале со жртви. Но кој ќе биде одговорен ако се случи жртва? Дали институциите ќе превземат одговорноста за загубениот човечки живот, што досега воопшто не реагирале за овој криминал? И како што кажав, користат плински уреди, јас дури имав и фотографирано едно такво возило пред автомеханичарска работилница, која што се наоѓа на 400 метри од самиот центар на Прилеп. Плинската боца, замислете, беше ставена на покривот горе. И тоа возило легално ситуира гориво, како што кажав, и легално се поправа. И никој ништо не превзема. За ситуацијата во Прилепско да стане подраматична, како што кажав, не истоштени никакви шуми немаме повеќе, така да дрвократците од овој регион веќе преминуваат да крадат дрва од општина Чашка во Велешкиот регион, затоа што не остана дрва во Прилеп повеќе да се краде. Планините се претворени во пустини. Навистина сликата е прежална во Прилеп. Така да често доаѓа до инциденти помеѓу Велешката шумска полиција и дрвократците кои што одат од Прилеп на тој регион, крадат дрва и дрвата завршуваат потоа од Велес на Црниот пазар, како што кажа, во Прилеп. Таков случај имаме пред неколку месеци минатата година го снимавме, па беа фатени, однесени во основниот суд во Прилеп, кој што потоа беше заокружен со 100-200 членови на нивните фамилии, на тие дрвократци, кои што тоа не го сваќаат како некаков си криминал, туку велат како не ви е срам, ни вие не апсите, ни го земате лебот од уста. Тој е социјален аспект, но од друга страна, значи не може да се дозволи таков криминал. Оно што сакам исто да го потенцираме е дека баш во тој регион, на преминот Дервен, за да се донесат тие дрва до тие импровизирани возила со кои што се пренесуваат, се изградени штали. Според моите информации, државниот инспекторат е известен за шталите, затоа што мора прво дрвата исечени да се натоварат на коњи или на магарења, па потоа да се донесат до тој стар пат Прилеп-Велес, за потоа да се стигнат до градот. Иако сите знаеме каде се тие штали, и за тоа никој ништо не превзема. Друг регион кој што се е нападнат од страна дрвократците е районот на селата Крстец и Оревоец. Оревоец веќе искрено нема ни дрва, тој е под Плетвар, во близина на самиот нов пат сега што води за Скопје. Така да сега дрвократството акцентот е ставен на селото Крстец, уште таму остана дрва. Пред неколку месеци бевме во селото Оревоец, насред жителите на селото дава изјави, така да дури дел од изјавите беа дадени со солзи во прилогот. Еден од жителите кажа ни се случува втора Хирошима, а другиот во изјавата вика, бидејќи веќе му го знаат гласот, кога звони на 192 во полиција и му го спуштаат телефонот наместо да пратат, значи, полиција. Што е уште пострашно, во моментот додека ние снимаме и тие луѓе даваат изјави, моторките се слушаа во далечината на планината. Успеавме со зум да фатиме и дел од дрвократците кај што ги симнуваат дрвата. Се обидовме да контактираме полиција, но не дојде полиција. Затоа колку органите на прогонот воопшто не реагираат во Прилеп, ми посочил мој личен пример, додека бев дописник за Македонската радиотелевизија од 2015 година. Заедно со заменик командирот на шумската полиција и командирот на шумската полиција, двајца, јас и мојот брат го зедов за помош, затоа што во тој момент снимателот ми беше отсутен, па јас и снимав и бев новинар и се. Тргнавме на патниот правец Дервен. Стигнавме на врвот, начекавме таму 15-16 дрвократци. Кога командирот ги праша што правите тука, тие онака на шега иронично велат: еве на излет сме дојдени. Се симнавме на територија во Велешкиот регион и најдовме во близина на патот околу 7-8 самари за коњи. Ги ставивме врз лавата нива, од шумската полиција, тргнавме да се враќаме назад. Не нападнаа, буквално изрипа од сите страни, го блокираа возилото, држејќи во рацете секири, пили, дрва. Командирот извади пиштол. Во тој момент излеговме надвор од возилото и јас цело време снимам. Едниот го фати командирот за оделото и му вика: пука ако имаш смелост. Нормално дека немаше да пука, затоа што ние бевме четворица, тие 20 души, нормално животот не беше загорден цело време. Цело време ми вика: исклучи камерата, ќе те убиеме, не знам што. Јас ја спуштив камерата, но цело време тој материјал се снимаше, истиот беше прикажан на телевизија. И за жал, после таков еден прилог, немаше никаква реакција од страна на органите на прогонот. Тоа да беше да се случуваше во некаква нормална држава, да бидат нападнати шумски полицајци и новинарска екипа, некој имаше дебело да
да лежи во затвор. За да уште биде пострашна ситуацијата, не сакаа воопшто да не пуштат, па се договорија некако ајде да им ги дадат самарите кои ќе слезиме долу во градот. Тоа е 13 км од Прилеп. На периферијата на градот, во близина на касарните, не чекаше група од 200 нивни пријатели, семејства, родни, не знам што беа. Не пушта да продолжиме понатак и се додека не ги сметниме самарите. Иако полицијата беше известена, регуларната, да ни помогне, таа не дојде. А на некаков начин ајде воспоставија некаков договор да се однесат во поддружницата на национални шуми во Црнбор, да направат некаков си записник, колку да биде тоа, да ми вратат самарите и да заврши целиот случај без никаков фидбек од страна на органите. Ете толку се грижат. Дури тоа е еден страшен случај што сум го имал во мојата кариера како новинар. Пред неколку дена објавив исто така, тоа е еден смешен случај, да не биде сето толку страшно. Во село Маргари, тоа општина Долнени, се фатен дрвокрадец, 70 и неколку години човек, со 2-3 кубици дрва. Нормално реакциите кои го објавив прилогот на социјалните мрежи се дека и илјадници кубици поминуваат така, па го нашле тој човек со 2-3 кубици дрва и не знам тој. Сега што е уште целата ситуација, се јавува неговиот син, а јас на порталот за илустрација, нормално немам оригинал фото, објавувам некакви исачени дрва со текстот од МВР, кој што е пратен во билтен. Се јавува неговиот син, вика, че те тужам кривично, ми вика, оти немаш оригинал фото објавено. Значи, него не му е срам и страв што неговиот татко е фатен со нелегално сечени дрва, фотката не била оригинална од возилото што го возел татко. Другиот регион кој што се крадат дрва е во регионот на селата Дрен Царевич Смолани, тој е во близина на сегашниот за Скопје, односно трите ленти на Плетвар, така да за да дојде до Прилеп, тој мора да се вози по тој пат. Сега јас ми поставил прашање, сакате институциите да кажат дека нема полиција на тој патен правец? Па тука треба, ајде, овој планински пат, овој пат каков е? Единствен пат што е поврзува Источна и Западна Македонија во тој регион. Како може да нема полиција и сите возила, а таму, пазете, не се пренесуваат возилата, односно нелегално исечените дрва со коли, него со камиони цели. А нивните газди, односно газдите на тие нелегално исечени дрва, пијат кафе на бензинската пумпа која што се наоѓа на периферијата на Прилеп, се додека дрвата не влезат во градот и не бидат осигурени дека тие ќе стигнат на вистинската дестинација. И уште една група која што е така поголема и функционира во општина Долнени, во селото Црнилиште, искрено таму нема многу пишувано за тој регион. Станува збор за селото Црнилиште, накај Богомила планината што е, и таму од информациите што ги има станува збор за 10 камиончиња од марката ТАМ и трактори, исто така и во селото Дебелеште, кои што пак со дрва ја снабдуваат општина Долнени и општина Македонски Брод. Она што сакам да може, извинете, само уште малце. Уште малце само ова сакам да го потенцирам колку ние воопшто се грижиме за дрвата. Најнова информација што ја добив вчера и јас сакам да кажам мои препораки како би се сузбило се тоа. Од она информација што ја добив вчера од извори во шумската полиција, дека шумската полиција во Прилеп веќе 2 месеци нема возила и 2 месеци не излезе на терен. И ние сега тука зборуваме за борба со дрвокрадството. Па како? Зарем е толку тешко да се поправи возилото? 2 месеци. Последното излегување на терен на шумската полиција во Прилеп со службено возило е направено на 2 јануари. И нема наповедок зошто тоа возило не се поправи, па колку и да кошта. Второ, станува збор за огромна територија на Прилеп, Маријово, Кривогаштан и Долнени. Се покрива со 12-13 шумски полицајци. Од нив 20 до 3 се по 66 години, затоа што шумската полиција за жал нема бенефициран стаж. И тој оди на работа колку да си ја земе платата, а не нешто да направи. Што може човек да направи на 66 години? Како тој може да се бори со криминалците? Од друга страна, значи, она што препорачувам и што е моја препорака, треба да се направи голема акција во населбите каде што сите знаеме каде стојат тие специјално направени возила за да се кради со нив дрва, да им се одземат, да се уништат шталите што се горе во планината, да им се одземат орудијата, а исто така внатрешна контрола на МВР и на шумската полиција да направи навистина огромно испитување кој се е вмешан во овие коруптивни дејствија. Затоа што за сите овие 30 години во Прилеп се сменија голем број на партии, голем број градоначалници од различни политички структури. Така да сите во своите предизборни програми имаа ветување да ние ќе го стопираме дрвокрадството како голем проблем за Прилеп, но никој не направи ништо. Едноставно структури од партиите кои ќе дојдат на власт си го предаваат бизнисот
поврзани со одредени структури во шумската и регуларната полиција и тоа си тече непречено. Сакам да кажам дека има честни стварно полицајци кои што сакаат да си ја вршат својата должност како што треба, но нивните животи се доведени во опасност. Често се тепани, малтретирани, имаат закани по живот, дури молотови коктели им се фрлани во дворовите и палени нивните возила. Еве еден апсурден случај за крај, што сакам да кажам колку е апсурдно нашето судство, кое што буквално не ги осудува дрвократците. Од оние информации кои што ги имам, напрсти се бројат оние дрвократци во Прилеп кои што се осудени на казна затвор. Сите се осудуваат со некоја минорна прекршачна казна. Еве имавме можности од јавниот обвинител да слушнеме зашто е тоа така, затоа што имаме суди на интереси на двете дела. Но пред 2016 година, мислам дека беше, се фаќа поголема дрва на нелегално исечени дрва. Полицијата повикува камион од национални шуми за да ги земе тие дрва, слегуваат на кај Прилеп, тој камион е стопиран од страна на дрвократци и настанува една голема масовна тепачка, за која што ние објавивме. Полицајците шумски нормално се бранат, кој со секири, кој се дрва, што нашол во рацете, и на крајот, замислете кој е судскиот апсурд, и дрвократците и шумските полицајци се осудени условно за учество во тепачка. Никој нема спомнато дека станува збор за службена дејност, дека тој отишол таму да земе нелегално сечени дрва. И која е мотивацијата потоа на тој шумски полицаец да го брани, да ги брани шумите. Така да, час поскоро, доколку навистина не преземеме нешто во врска со овој криминал, регионот во Прилеп, како што кажав, се претвори во пустина, но мислам дека ќе започнат и полоши појави, како што се ерозија на земјиштето. Прилеп веќе неколку години сорите еден од најзагадените градови во Македонија, затоа што немаме шумски фонд, немаме што да го прочистува воздухот. Така да, ако државата не направи нешто, она што јас имам разговарано со повеќе активисти, љубители, планинари на природата, е дека се размислува конечно да се направи еден протест со 24 часова блокада на патните правци од каде што се крадат тие дрва, па ако институциите не сакаат нешто да направат, тогаш народот би си ја зел работата по своји раце. Ви благодарам. Ви благодарам многу, господине Штарговски. Имавте едно многу детално, многу пластично објаснување на ситуацијата. Мислам дека многу убаво опишавте целата проблематика на локално ниво. Верувам дека во многу аспекти таа се пресликува и во другите региони од државата.